Добродојдовте во уште едно ново издание на Урбаните вести, кое го започнуваме со веста дека од денеска почнуваат отворените денови на Централниот регистар на Република Македонија, на кој граѓаните и правните субјекти ќе имаат можност да добијат информации за сето она што ги интересира, а е поврзано со работата на оваа институција. Останете со нас, следуваат останатите содржини. Цивил излезе со нови податоци за нерегуларности и нарушување на изборниот процес. Кандидатите за град Скопје и Центар промовираа нови проекти. Пензионерите од Ѓорче Петров добија нов пензионерски клуб. Кандидатите за Карпош со нови проекти и обвинувања. Дом и Анима Мунди потпишаа меморандум за соработка. Граѓаните од утре преку директна комуникација со стручни тимови на Управата за имотно-правни работи ќе може да добијат стручна помош за решавање проблеми од имотно-правен карактер и да добијат одговор на прашањата од таа област. За таа цел ќе се спроведе акција отворено со Управата за имотно-правни работи во просториите на подрачните оделенија за првостепена управна постапка, која ќе трае до 28 март од 10 до 18 часот, соопшти денеска Министерството за финансии. Утре и задутре акцијата ќе се одвива во подрачните оделенија за првостепена управна постапка во општините Карпош, Центар и Кисела Вода. Центарот за слобода Цивил денеска на пресконференција ги изнесе новите податоци и сознанија за нерегуларности и нарушување на изборниот процес. Ги најави активностите во деновите до денот на гласањето и потоа ја презентираше кампањата за јакнење на јавната свест. Томислав Атанасовски. Центарот за слобода денеска одржа пресконференција на која ги изнесе новите податоци и сознанија за нерегуларности и нарушување на изборниот процес на локално ниво. Овие активности се дел од проектот Слободни и ненасилни избори, со кои треба да се зајакне јавната свест за слободни и ненасилни избори и акција во заедниците на локално ниво за превенција од нерегуларности, насилство и оружено насилство во изборниот процес во Република Македонија. Проектот започна во декември 2012 година и ќе трае до 31 март 2013 година, односно до целосно завршување на изборниот процес во целата земја. Целни групи на проектот се гласачите, партиските лидери и активисти, граѓанското општество и поседувачите на оружје. Цивил формираше работни групи за превенција во 9 региони во земјата, која покриваат целата територија на Македонија, кои работат за намалување на тензиите и делуваат превентивно во поглед на насилството и оруженото насилство во изборниот процес веќе од почетокот на месец февруари. Имаме нови детали, нови случаи на прекршување на изборните правила, на законите и на принципите за фер и демократски избори. Ветувањата за вработување во локални или државни институции се забележуваат насекаде во државата. Критериумите се многу заострени во овој поглед. Уценувањето со социјална помош, особено кај сиромашните граѓанки и граѓани, е присутно насекаде. Или им се ветува социјална помош, дека ќе им биде доделена социјална помош, или пак доколку ја добиваат може да им се укине подкупот. Подкупот на граѓанките и граѓаните е распространет насекаде. Гледаме дека тие се предмет на подкуп дури што се однесува до плаќање струја или други сметки кои им се заостанати. Им се даваат пари за гласови или пак за присуство на митинзите. Материјални добра како што се пакети со храна, масло за домаќинствата, па дури и 25 килограми брашно. Отпуштањата и заканите за отпуштање од работа се забележани во повеќе општини. Вработување по договор за дело во фирми кои се изведувачи за одредени општини исто така е присутно во изминатите денови и недели. Децата и малолетниците се злоупотребуваат буквално насекаде. Тие се присутни во штабови, на терен, делат плакати, лепат плакати и исто така се ангажирани во партискиот онлайн активизам. Ние Цивил во рамки на проектот Слободни и ненасилни избори 2013 спроведуваме секојдневен и целосен мониторинг на печатените медиуми, а ги следиме и електронските и интернет медиумите. За жал, спротивно на сите професионални стандарди и етички кодекси, во изминатиот период ние тимот за медија мониторинг на Цивил констатиравме сериозни прекршувања на законската рамка што се однесува до професионалното или новинарско известување. Во медиумите се забележува говор на омраза, пристрасност, етноцентричност, секако дискриминација и сатанизација на политичките, партиските опоненти,
по идеолошки прашања, идеолошко-партиски прашања, уште повеќе и почувствително на меѓуетнички теми, нели? Наблюдувањето на изборните активности на партиите Цивил го прави секојдневно како на печатените, така и на електронските медиуми. Медиумската кампања се спроведува преку комбинација од традиционалните и новите медиуми. Носител на овој проект е Цивил, Центарот за слобода, а финансиски е подржан од Швајцарската агенција за развој и соработка. Државната изборна комисија во четврток ќе ги дистрибуира избирачките ливчиња до општинските изборни комисии. Комисијата ги презеде сите активности за да биде подготвена за денот на изборите 24 март. Веќе се печатат ливчињата, а доверливиот материјал со записниците, печатите за секој избирачко место во четврток ќе бидат дистрибуирани во сите општински изборни комисии од страна на ДИК. Општинските изборни комисии после треба да ги достават до избирачките одбори. Избирачките одбори треба да бидат подготвени еден ден пред изборите, бидејќи ќе има гласање за болните и изнемоштени лица, за притворените и затворените лица, а за во недела нормално треба да биде подготвен материјалот за сите избирачки места. Локалните избори ќе се одржат во 80 општини и градот Скопје. На 2976 гласачки места својот глас според избирачкиот список треба да го дадат 1.743.403 граѓани. Во четврток Државната изборна комисија ќе дистрибуира преку 4 милиони ливчиња, имајќи предвид дека во десетини општини граѓаните ќе треба да се изјаснат за кандидатите дури на 4 ливчиња. За градот Скопје ќе има по 4 ливчиња, бидејќи тие гласаа за советници и за градоначалник на град Скопје и за советници и за градоначалник на општината каде живеат, додека другите општини ќе имаат по 2 ливчиња. Во недела Државната изборна комисија ќе заседава во текот на целиот ден и ќе информира за излезноста и за текот на изборите, а по завршувањето на изборите за нивниот исход. Гоце Трајановски и Владимир Тодоровиќ денеска го промовираа проектот за изградба на подземна сообраќајница, која ќе се протега од владата на Република Македонија до комплексот банки. А додека пак Јани Макрадули најавува враќање на зеленилото во Скопје. Тој денеска го промовираше проектот правење на прва ботаничка градина на крововите од зградите. А пак Андреј Жерновски го обвини Тодоровиќ за земање на јавно земјиште. Андријана Димитриевска. Кандидатот за градоначалник на град Скопје Гоце Трајановски заедно со кандидатот за градоначалник на општина Центар Владимир Тодоровиќ денеска промовираа уште еден нов проект кој се наоѓа во нивната изборна програма. Станува збор за проектот за изградба на подземна сообраќајница која ќе се протега од владата на Република Македонија до комплексот на банки. Подземната сообраќајница ќе биде долга 1300 метри, од кои 900 метри се под земја, а 400 метри над земја, а неговата вредност ќе биде од 40 до 45 милиони евра. Како што изјави денеска Трајановски, со овој проект ќе се реши сообраќајниот метеж или сообраќајните проблеми кои ги има во централното градско подрачје. Ова сообраќајница е многу значаен проект за градот Скопје и мислам дека ќе биде најскапиот и најважниот проект кој што се реализирал од земјотресот па наваму. Проектот, појасни Трајановски, ќе почне со кружна сообраќајница на 2 нивоа кај мостот Гоце Делчев, потоа оди под земја и излегува во близина на транспортниот центар, каде што треба да се направи уште една кружна сообраќајница на 2 нивоа на вкрестувањето на булеварот Крсте Мисирков со булеварите Кочо Рацин и Кузман Јосифовски Питу. А додека пак кандидатот за градоначалник на град Скопје од СДСМ Јани Макрадули денеска најави враќање на зеленилото во Скопје. Тој вели дека во Скопје се драстично намалени зелените површини кои се многу важни за здравјето на секој граѓанин. Макрадули го најави проектот кој е дел од неговата изборна програма за правење на ботанички градини на крововите на јавните институции. Првата ботаничка градина која е во план да ја направи е на кровот на градскиот трговски центар. Во мојата програма за заштита на животната средина, за чист воздух, предлагам и ќе направам 500.000 нови метри квадратни зелена површина, а денеска сакам да го промовирам проектот за прва ботаничка градина на крововите на сите градски институции. Кандидатот за градоначалник на општина Центар Андреј Жерновски на денешната пресконференција која ја одржа пред Зебра Центарот го обвини својот против кандидат Владимир Тодоровиќ за земање на јавното земјиште. Во едни поинакви времења пред 4 години оваа пресконференција ќе држевме внатре, бидејќи тоа требаше да биде, се разбира, јавна површина.
Меѓутоа денеска ни беше забрането да влеземе и да одржиме оваа пресконференција во овој паркинг затоа што ни објаснија и беа луѓето во право дека тоа е приватен објект, односно дека тоа е во нечија приватна сопственост. Паркинг, внимавајте, висина 13,5 метра и еве ја грижата на господин Тодорович за детските игралишта. Овде, каде што сега има коли, беше планирано детско игралиште. Одговорот на Тодорович за ова е: замислете прашањето негово, нека одговори и вика дека го знае одговорот, но јавноста го бара одговорот како сум купил 450 квадрати во катната гража Беко. Со самото прашање како да сака да каже дека тука е криминал. Си има јавна објава за продажба, си има јавна лицитација, надавање и сето тоа. Ја не знам зошто Тинекс кој располага можеби со 20-30 квадрата не е во состојба да купи 400 квадрати. Тинекс е можеби 10-та фирма по моќ или по вработеност или по промет или по профит. Значи по сите класификации она е успешна фирма, он сака да го представи тоа кај гласачите многу негативно. Кандидатот за иден градоначалник на општина Ѓорче Петров од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Сокол Митровски, заедно со голем број пензионери од општината, денеска го пуштија во употреба новото катче за пензионерите, сместено во склоп на пензионерскиот дом во Ѓорче Петров. Митровски воедно најави отварање на летна резиденција за пензионерите во дворот на новиот пензионерски клуб. Ивана Митковска. Ново пензионерско катче во општината Ѓорче Петров, каде пензионерите ќе можат да го минуваат слободното време и да се дружат. Денеска беше пуштено во употреба од страна на кандидатот за градоначалник за општината Ѓорче Петров од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН Сокол Митровски, заедно со председателот на Сдруженијето на пензионери од Ѓорче Методија Новковски и председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите Драги Аргировски. На мојата најдрага генерација во општината Ѓорче Петров, пензионерите на Сдруженијето Ѓорче Петров, му подарам клучеви од пензионерското здружение, од клубот, кој навистина представува едно пријатно катче кој општината Ѓорче Петров со своји лични средства го прилагоди за потребите на пензионерите од општината Ѓорче Петров. Покрај овој клуб, Митровски најави и летна резиденција во околината на клубот. Со подобрување на временските услови, овој простор исто така ќе биде уреден и адаптиран за потребите на пензионерите, да можат во летниот период да се дружат и своето слободно време да го поминат читајќи весници, играјќи шах и дружејќи се, вети кандидатот за градоначалник за општината Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМН Сокол Митровски. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Ѓорче Методија Новковски истакна дека ова е централен клуб каде ќе се дружат сите пензионери. Отворивме во секоја урбана и местна заедница отворивме клубови за пензионерите, тие веќе функционираат, меѓутоа ова е централен клуб, така да речем, кај што ќе се дружат пензионерите од целата општина Ѓорче Петров. Председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите Драги Аргировски додаде дека пензионерите со ова катче има каде да се дружат, да создаваат нови пријателства и да организираат акции. Ние во Македонија имаме веќе 400 клубови во кои неделно циркулираат околу 150.000 пензионери. Актуелниот градоначалник на општината Ѓорче Петров Митровски посочи дека Центарот за култура кој функционира во општината е целосно отворен за секаков вид активности на пензионерите. Андреј Петров потсети дека тој прв започнал да ги обновува фасадите во Карпош, а Стефче Кимовски на тоа одговори дека реконструкцијата на фасадата на една од романските кули во близина на Технолошкиот факултет е лоша инвестиција, бидејќи станарите во зградата не биле задоволни од фасадата. Јагна Лаконовска најави зголемување на спортските училишни стипендии во висина од 6.000 денари. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од коалицијата Сојуз за еднината Андреј Петров денеска вети обнова на сите фасади на постарите објекти во општината и замена на азбестните кровови, со што ќе ги продолжал активностите од неговиот мандат како градоначалник на општината. Петров потсети дека прв тој започнал да ги обновува фасадите во Карпош за време на неговиот мандат пред 8 години и дека во иднина сите постари објекти во општината ќе добијат нов лик, при што особено внимание ќе се посветело на термичката изолација. Без разлика колку некој ја омаловажува, оваа зграда е реконструирана со дупло помалку пари од сите оние фасади за кои господинот Јакимовски трошеше пари за време на својот мандат во Карпош. Во Карпош има
две градинки кои се уште се со азбестни кровови. Тоа се градинките во Влае и во Тафталиже. Таа наша активност ќе ја продолжиме. Имаме намера да вршиме реконструкции на подземните простори, на гаражите. На истата локација и во исто време, пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник од редовите на Српската напредна странка Стивчо Јакимовски, кој истакна дека добивал поплаки и барања од граѓаните на кулата, чија што фасада ја реконструирал Петров, што е можно поскоро втор пат да биде обновена. Ката дневно добивам поплаки и барања од граѓаните на оваа кула, што е можно поскоро втор пат да биде санирана шарената фасада, бидејќи таа е правена на доста примитивен начин со еш и со боја, рече денеска Јакимовски. Во оваа општина во тек е реализација на проект стипендирање на талентирани спортисти и ученици. Месечниот износ е од 2 до 4.000 денари за една учебна година. Јас, како градоначалник на општина Карпош, висината на стипендијата ќе ја наголемам и ќе биде 6.000 динари месечно. Кандидатот од редовите на коалицијата за подобра Македонија Јагнула Куновска денеска во спортскиот центар Борис Трајковски вети поголеми стипендии за спортистите. Хуман третман за бездомните кучиња, формирање на полиција за кучиња, осудување на насилство врз животните и измени во Законот за заштита и благосостојба на животните според европски стандарди. Се само дел од активностите кои ќе бидат опфатени во соработката на Доми Анима Мунди, кој денеска ја официализираа со потпишување на меморандум за соработка. Демократската обнова на Македонија и Анима Мунди потпишаа меморандум за соработка во процесот на прилагодувањето на законските и други акти кои регулираат оваа област, со која Дом ги подржува иницијативите на Анима Мунди и останатите здруженија за заштита на животните, во нивните намери и активности за хуман третман и грижа на животните. Дом во својата политичка агенда приоритет става на важноста за еден зелен и хуман свет, каде за секого има место. Ќе се придонесе за хуман третман на кучињата и формирање на полиција за животни. Нички активно ќе придонесеме за хуман третман на бездомните животни, грижа за кучињата во стационарите, пред се во стационарот Вардариште, формирање на полиција за животни и осудување на насилството врз животните. Анима Мунди упати барање до политичките партии како дел од нивните барања и заложби за похуман третман на животните, односно за зголемување на правата на животните. Тоа се барања кои би влегле во програмата на градоначалниците. Од Анима Мунди истакнаа дека имаат остварено добра соработка со групата на зелените во Европарламентот и со Демократската обнова на Македонија. Анима Мунди веќе има остварено многу добри контакти со партијата на зелените во склоп на Европарламентот, односно со господјата Каролин Лукас, и некако многу следствено доаѓа да воспоставиме соработка и со нашата демократска обнова на Македонија, бидејќи начелно имаме исти принципи, иста филозофија како би требало да изгледа едно похумано, поубаво Скопје во периодот кој доаѓа пред нас. Во продолжение на урбаните вести ви информираме за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Вечерва во Драмскиот театар од 20 часот се изведува представата Македонска крвава свадба од Војдан Чернудрински, а во режија на Сташа Зуровац. Представата Господја министерка од Бранислав Нушик се изведува вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот. Представата е во режија на Наташа Поплавска. Италијанскиот игран филм Јас сум Ли се прикажува вечерва во кинотека на Македонија во термини од 20 часот и 22 часот. Филмот е во режија на Андреа Сегре, а улогите ги толкуваат Жао Тао, Раде Шербеџија, Марко Паолини и Роберто Цитран. Во МЦМ Кабаре од 21 часот можете да уживате во забавата со In the Mood со Сашо Георгиевски вокал, гитара и усна хармоника и Никола Петровски на гитара. За љубителите на пишаниот збор, кафе книжарницата Магор за оваа недела ја нуди книгата Снег од Орхан Памук. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт, тимот на Мајами Хит стигна до 23-та победа поред. Актуел, приказните од Библијата Холивуд ќе ги претвори во блокбастер. Тимот на Мајами Хит стигна до 23-та победа поред и стана вториот тим во историјата на NBA со најдолга серија на победи едно по друго. Веднаш по блогот реклами се и спортските вести.